Метрополис, број 1 радиомрежа. Ово е 15-то издание на Ти реков ми рече, специјално издание не затоа што е 15-то издание, затоа што гостува најголемата македонска балканска звезда милионерка, кога станува збор за прегледите на низините песни големи хитови Кеш Кеш, Мафијаш, Биг Бос, Дубај, можеби и милионерка и вакава на приватен живот кога станува збор за материјално поле, едни единствена Адријана Кеш. Аплауз, дали може? Мужите побе секој што стануваат на крај, знаеш како иде тоа. Еден единствен, еден од најдобрите вокали на Балканот, победникот на најгледаното музичко српско шоу Никад не е касно, Бобан Цаневски. Пред се сакам да кажам, јас се извинувам затоа што вака збора, малце сум затрат, малце повеќе сум затанат. Синуси, јеби га, тоа е, добро дојдовте во Ти реков ми рече, многу си убава девојче. Ти благодарам и ти исто. Фала ти. О, Адријана, секогаш. Па јас не сум скржава на комплименти кога е нешто така, тоа е факт. А на нешто друго се Вистината и скржава. боговите молчат. Едина пејачка, морам да кажам, јас се знам сите пејачки, нели? Едина пејачка што никад у кафана ме нема частена. Никад, сите вака ми има частено, земи ова, направи она. Стварно? Да. Едина пејачка. Не ќем да те подкупам, гледаш? Добро си, добро. Како сте за почеток? Добро, одлично е. Малку уморни периодов ми е мене секојдневно со некои снимања. Меѓутоа морав да ти спочитувам и тебе. Да не останам Ова е една од должна. најдобрите емисии. Така е, да не останам должна. Во Македонија и нова допрва емисија. ќе биде. Фала ти. Со оглед на тоа колку добро напредуваш, допрва ќе биде. Боби, ти како си? Благодарам на поканата, да, тоа одлично, супер. Како што кажа Адријана, уморно, со свирки, со настапи. Уморно, ама вечерва е недела, така да вечерва најверојатно ќе прославиме негде журка на Адријана и роден ден. Ке прославиме Славеме, журка. да. Мене ми кажа еден овој пејач кој подоцна ќе ни се приклучи во нашата емисија на еден интересен начин дека Адријана ќе прави роден ден, а ја не сум поканет. Па види, во секој случај ти ми си пријател, меѓутоа овој пат некако одлучив да бидеме Скромно. баш на блискиот круг на пријатели, меѓутоа тоа не значи дека накнадно јас и ти нема да се почестиме. Така е. Адријана ќе часи, ово заслужува аплауз. Види како Добро. ме направи скржава сега. Не си скржава. Ама еве, дали ќе биде скржава да ни ги кажеш твоите години? Никако, јас се гордеам на мои години. Денеска правиш? 28. 28 години! Браво! Па помлада личиш. Се шегувам. 29. 29. Така ми каже, ако ја стигнеш на 28, потаму не оди. Тука си застанав јас и не продолжив. Значи веќе Меѓутоа не стварно не. колку срамам години си веќе на моите. 28? Па, едно 12. Така? Значи Да. денеска славиш 40 години. години. Ова заслужува повторен аплауз. Добро, монтажеров рука ќе го заболи од монтирање на аплауз. Океј, колку се знаете вие двајца? 7 години? 7-8 години, 6-7, така. Да. Ние сме се знаеме и од потходно, меѓутоа соработуваме Многу некои. поодамна значи од една друга телевизиска емисија што се емитуваше на канал 5 таму. Уа, лоша нека, добра? Да. Добра. И од таму се знаеме, после следеше со работа. Поздрав до Кама Пети након мои се пријатели, извинувам вака што зборам со секрет сум. Океј, настапувате заедно, секој петок настапувате во една кафана заедно, локал, така ли може да кажеме? Четврток и сабота. Гостилница, како може, како се вика литературно? Латана. Види ја кажа. Па, Добра, ме ајде. плаќаат, зато правам Па мене ме реклама. плаќаат. Добра, ајде, те плаќаат. Ресторан Латана. Не, јас знам како се вика, таму доваѓам, ама гостилница ли се вика литературно македонски? Па, Најверојатно. Ти си битолчанка, мораш да знаеш, дали Вајда. битолскиот е Битолскиот е литературен. најлитературен. Да. па ресторан ги викаме во Битола, гостилници поима немам. Има повеќе називи. Називи за зубави журки. Така е. Еве, кога спомнавме Битола, ти си од Битола? Сум. Значи родена во Битолчанка. На Битолчанка, да. Кажи ми, каков беше животот во Битола? Па Битола, како Битола си е конзулски град, колку што знам и ден денес секој кој што бил во Битола дошол уште еден. Ја бев да ја поздрава Марија Луиса, ја познавате ли Марија Луиса? Како не? Добре, да си прашам. Еве ке Марија Луиса прв пат во Битола и поминав многу добро. Да, Со Марија Битола Луиса. е познат град за добри забави, за гостопримлив народ, така да битолчани Битола и битолчани си се топ секогаш. Битолчанки. И битолчанки, така. Добро, кажи ми, си почна ти во Битол како млада, како викате вие за девојче, чупе, како викате? Чупе. Како млада чупе, Адријана си почнала, си пее поп. Ама која причина беше те натера, кој ѓавол те натера да пееш турбофолк народно? Па турбофолк.
Не знам дали ова наше Фолк, ајде. во турбо фолк, да. Фолк, ајде. Случајно после свирка со колеги тогаш настапував забавно. Да одиме во кафана, некако бевме расположени. Прв пат тогаш бегов во кафана и кога групата која што работеше таму делумно беа школски, му фалеше пеачка, да дојдиш да ни помогнеш, нема проблем, ќе дојдам, ама не знам народно, ова ти е на кратко. Знаев 3 народни песни, тие ми кажа, ќе научиш, не е проблем и така. И си почна. Ми Вире се дека има пендица. поише пари, вире дека има Викаш, поише Мој пари. ќалот е Пендица. Тоа Добра. значи обстојува. Да беше забавњак, не верувам дека ќе. Дефинитивно. Колку години си на сцената? Па 21. 21. Повторен аплауз. Повторен аплауз. Вака се, ајде кога сме ка годините. Боби ти има 46. Да. На 45 отиде во Никад не е касто. Да. Која беше причината на толку касто да отидеш на такво шоу и која беше причината воопшто да одиш на шоу? Зашто во Македонија на пример ти не направи нека вау кариера? Видите, тоа е многу деликатно прашање. Апсолутно. Јас сум не знам, многу години сум се појавил на македонската естрада, Тоа на е факт. фестивали. Да. Значи сум пеел со група Местро и со сами сум. Никад не е касно ми донесе победа. На македонските фестивали ни една победа немам ја. Зошто не ги Не ми е јасно подготвили? зашто. Не, стварно не ми е јасно. Тоа прашање си го поставам и дома квалитетни песни, добри песни, одлични песни испаднале. Меѓутоа немало победа. Одека се изненадив со победата, најверојатно гласала Македонија, гласала дијаспора, гласала А сите. ја бев тогаш у Турција, Адријана Става, јас памтам се, Адријана Става, стори. Гласете за Бобан и за уште една пејачка, како се викаше, заборев, не е ни бите, ја викам, тргај го, викам, сторите со таа пејачка во Звезда град, стави го само Боби. Така. И едноставно, победив, ме пријавија. Како што сум кажал при приказната, јас не знам дека ме пријавија и така испадна, беше ковид ситуација тогаш. И на моите дома беа вржани дома, па да прошетам низ Белград и они ме пријавија и кога ми се јави од На таму. шопингче. На шопингче, да. И кога ме пријави од таму, кога се јави, јас бев изненаден. Интересно, убаво искуство. Победив таму и баш одговор е тоа. Не знам зашто тука. Колку ти се промени животот после победата? Па види, ние сме македонците таков народ. Значи сегде Каков? Интересен, да не Добро. кажам. Интересен. Обичниот човек Безобразен, сака да каже. интересен. Обичниот човек те препознава, ти искрене кажува дека супер се пел. Колегите што се искрени со ти кажува супер. Меѓутоа како ти кажам, се промени ситуацијата, има повеќе свирки, повеќе настапи у таа гледна точка. Фирмата ти се зголеми, Да. дефинитивно. Да. Кажи ме за твоето семејство, сепак кажа дека они те пријавија. Точно, ја имам син, Кој исто така пее, свири. ќерка 17 Син ти е многу мал, 20 години, Толку има е, дете, толку е. Многу мал. Ја на тие Ама години, ја на тие години со здраv ти реков ми рече нам дај добрите емисии, сами ја финансирам, кариера имам колку сами ја си имаш ти финансирам години. све ова како Браво, што гледате, браво, све. Започнете. Да. Фала. Со помош на Дарко Гелев Брейк, нашите пријатели Сиора. Добро. Да. И сопругата нормално е професорка по македонски јазик и не се бави. Се бавеше со музика, ама веќе не. Ама и она знае да пеем, гледано видео некој од низ. Да. Она предава македонски. Да, А ти македонски. си професор по историја. Значи, Заврши историја. Види, историја, сега тоа ни го извадија од контекст, професор не сум работел, меѓутоа имам историја, Диплома, да, диплома како професор по историја. 2010 на најбавите години во твојот живот. 2010-та. Да. Што се случи? Еве, историја поема немаш, јас еве Боби ќе ти кажа, он Мојата предава историја историја. не- Предава историја, заврши историја. Мојата историја не знам во 2010. Кеш, мафијаш ги создаваш тогаш. Тогаш се? 2010 се. Која сме сега? Не. 2023 сме. Не, тие се стари негде 15 на години. Адријана, ајте молам. 2010 искача Срце кеш. му е не излезе на 2010-та со оглед на тоа дека првична снимка е повлечена од YouTube. Добро, тоа да. Така, и потоа таа што е репостирана е многу подоцна, кеш е стара повеќе од 15 години. Кога отприлика? Тоа е повеќе од 2007. 15-та, така нешто. Да. 8, да. Колку ти го промени животот тебе кеш? Тој хит. Па многу. Многу, кога се случи кеш не бев ни спремна дека
хит така брзо ќе стане инстантно хит. Мислам, знаевме ни песната е препеана, песната е бугарска, па работена на ромски. Тоа е Да, ние знаевме дека тоа секојдневие и ќе во Србија. биде, да. Знаевме дека ќе биде хит, меѓутоа тоа стана инстантно, јас не бев ни спремна што следува и веќе кога после тоа се така наеднаш не бев ни свесна кога стана хит, кога почна гостување турнеи, ми го промени животот 100%. Многу, Почна повише настапи да имаш, Да, не, апсолутно. поголеми пари, дефинитивно. Зборувам за турнеи, зборувам за настапи надвор од Македонија и слично. А дали ќе ти беше потежок животот ако немаше кеш? Па, знаеш како сум размислувала за Музичкиот таа живот. тема. Да, се разбира за музичкиот, сум размислувала на таа тема и мислам дека на многу потежок пат ќе стигнев, мислам потежок, поспоро и дали ќе стигнев до она што сум денес. Сепак колку ми донесе, толку ми зеде, можам така да кажам. Добро, зошто ти зема? И што ти зема? Па ти кажувам, не бев ни спремна кога се случи тоа и... Имаше 25 години, ако можам добро да израчунам. Да, точно така. И не бев ни спремна и не знам како, некако од битолото... Добро, сега ќе ти го поставам ова прашање, можеби ќе го одговориш тоа овој начин. Дали на пример со таа песта они те карактеризира како лоша девојка? Не само со кеш, и мафијаш, сепак збориш мафијаш, кеш, дај ми кеш, ова она. Дали на пример те мислеа како некоја девојка која само сака да земе кеш, пари, ништо друго не интересира во животот, и дали кеш ја сметаат за добра песта или за песта од некоја Ш категорија? Прашање во ти на место. Види, песната... Аплауза бере! Песната како песна знаеме што значи, уствари тоа е... Ама тоа е само текст. Нешто во ред. Меѓутоа тоа не значи дека јас ако го пеам тоа е автобиографско. Така е. Така. Сега тоа што народот, скоро имав едно интервју, кажав, народот ја гледа раската во моето око, а не ја гледа градата во своето. И знаете како тие апсолутно се ме поистоветуваат со она што го пеам, а тоа е само песна. Зошто Мадона не ја поистоветува? Кај нас па посебно на македонската естрада има мал милион песни во кои се спомнува дрога, секс и алкохол. Апсолутно. Уствари во секоја втора Сега забавна како што песна. почна од 2015-та, тие Ете, 4 така. бона, 4 тона под нос во нос. Не само сега, секогаш било. Меѓутоа, еве кај нас во Извинете, нашиот. слете, слободно. Да испееш Теа Терович кеш, ќе немаш никако. Ето така. Да, пошто тоа е во Србија, кај нас. Да испееш и ќе беше вау како фите, ова што е како е супер браво. А бидејќи наша пеешка спееш ќе се одма доаѓа. Тоа сме Мора затоа и да реков. да се најде мана на било што го работиме. Јас разбирам дека ние сме таков народ и за жал е тоа така. Меѓутоа, еве и ден денес се борам и со коментари, и со критики, и со некој што ќе чујам. Меѓутоа, Те повредува ли, например, некој негативен коментар? апсолутно, и секогаш ме повредувало и до ден денес ме Затоа повредува. што е риба во хороскоп? Да. емотивно. Да, и до ден денес се борам со моите чувства и знам секој лош коментар да го, еве, ќе кажам и отворено, знам да го исплачам или знам колку пати и со него разговараме на таа тема, тој многу добро ме познава. Рано се плаче. Да, многу добро ме познава и пред работа знам зошто Боби вака, зошто така, меѓутоа тоа е тоа. Боби, Јаничари, сега ти дека си по историја, нели, професор, дека ќе ме дојде да создаде таа песна или случајно беше? А таа песна е создадена од Мојата омилена твоја песна. Ели Танаскова, музиката Норсе Гилески. Песната е создадена во времето кога имаше субвенции за песни македонски. Ја мислам за земјоделство ти кажа. Да, слично беше. Слично. Нешто нели они протестираат. Слично е беше. Вие протестирате или слабо? Немаме зашто ние. Добро. Се ни е погодено. Тогаш е создадена песната. Песната е, мислам, мој печат онака на кој знае кој го слуша текстот, мислам дека ќе го капира поентата на песната. Ајде да видиме тогаш како ти ќе не го отпееш рефренот па да укапираме. Послушајте, јаничари, бело и лице не црвите, бегајте бе, јаничари. Чао. Полско свеќе не газете.
Апсолутно нема да газиме, полско цвеќе. Оно прва, кажеш. Да, затоа е тука нашето најбаво цвеќе Адријана. Адријана, почнав онака да збориме некои вакви интересни темички за твојот живот. Нешто што сега неодамна прочитав е за анксиозноста, Така. која збореше неодамна Така. на еден портал. Ќе ни раскажеш нешто повеќе за тоа? Па што има да се раскажува? Тоа, мислам, ми требаше доста долго време да го признам на себе прво. Деве, па ти па како да си сега лесбика, веќе- па да си признам на себе. нема Не е ништо врска, страшно. Нема врска тоа да признам дека имам проблем во тој смисол. Не лошо кога самото од себе криеш. Не дека криеш, него ти кажувам кога се признаваш и сега веќе кога знам што ми е, сега веќе немам проблем и можам и знам дека со тоа што јавно го зборувам, знам дека можам да помогнам затоа што во текот на овие денови имав, да не ти кажувам, ама над 100 пораки. Кои со поддршка, кои со исти проблеми, кои со те молам немој ова, немој она. Значи, тоа е проблем на денешницата и дека не е срамота да се зборува и многу сум горда на тоа што успеав да го извадам од мене. Аплауз уште еден за Адријана. Вака сега, темава ја и ти ме правена кога гостуваше ке мене во Метрополис радио, одnosno доле во нашето долно студио, но сакам уште еднашка да направиме затоа што ти си многу храбра и силна жена. Сум. Да, тоа се приметува и се гледа, па затоа сакам да направиме оваа тема. Како, на пример, една жена може да биде силна и храбра за толку кратко време да ги изгуби мајка и брати од најтешката болест. Па види, проблемот мораш да бидеш храбар, тука немаш избор. Мораш да бидеш силен не само за себе, него и за луѓето околу себе, затоа што кога губиш личност, кога губиш нешто такво од животот, сепак на сите што остануваат му требаш. Без разлика на каков начин. Морав да бидам силна, значи немав избор, не ми остана избор. И проблемот е со тоа што со тек на годините, како поминуваат, мајка ми е почината веќе 15 години, како поминуваат годините, болката е секогаш иста. Значи никогаш не поминува. Мене секој ден мислам на неа, секој ден мајка ми, без разлика за мајка ми, за брат ми спомнав, мајка ми дека 15 години, брат ми е сега 2018. така. Болката е секогаш иста, меѓутоа се учиме да живееме со таа болка и веќе како поминува времето веќе ти е секојдневие. Те боли, многу те боли секојдневно и мораш да живееш. Така немаш избор. И тоа е тоа, мораш да Ти имаш татко, имаш уште еден брат, имаш внуци кои живеа у Швајцарија, ако не се лажам. Да, тоа се моја генерација, затоа. Не се баш твоја. Добре да помоли се, така? Топ за мене. Затоа си силна за нив. Дали во тоа време имаше нека поддршка, некој мушкарац, зака згоден ко мене, а те Како тебе не можам да имам никогаш. Зашто? Давид, па не можам да те споредам со никој, па нема позгоден од тебе. Ау, браво! Немој Аплауз за така. мене. Браво, добро. Ајде не се соблекувам, добро. Не. Да. Ладно е. Не, па маж како маж не, имав луѓе кои ми беа константна поддршка, како и ден денес. Истите луѓе се во мојот Другарки, живот. пријатели. Да, истите луѓе ги имам цел мој живот околу. Сега, кога Боби е знам за тука, себе. Така. јас сум тука во секое време. Како што реков, затоа ти си многу храбра и Затоа силна нареден жена. пат ќе те частам кога ќе дојдеш. Уште еден аплауз за Адријана. Добро, како што реков, ти си силна и храбра жена, ова верувам дека ќе остане како една добра мотивација на сите наши гледачи кои не гледаат. Затоа ти издржа толку време, затоа денес е твојот роден ден, па јас се потрудив денеска да го прославиме како што заслужуваш. Може ли сега да Боби да ни отпее една песна? Happy birthday to you. Happy birthday. Ја викам да се ги ставиме овие ако не ви пречи на глава. Нема проблем. Боби. Happy birthday! Dear Адријана, ја не знам како се става. Ова може ли? Ја го скинав. Нема врска. Добро, еве го. Happy birthday To Thank you. Среќен роден ден, да си Ти жива и благодарам, здрава. па. Ние имаме едно изненадување, негде. повеќе изненадување имаме, само што ти малце ми го расипа сценариото, затоа што сакавме да пееме, но затоа сега ќе ни пееш. Само имаме едно изненадување, како што реков, ќе гостува на еден виртуелен, еден специфичен начин еден ваш колега, поготово твој, многу близок човек, а тој е Бока Димитров. Тука негде ние ќе го видиме Бока Димитров, познат се пејач во групата Рафинерија, многу добар човек кој ме запозна со сите овие пејачки. Така да ние тука негде ќе го видиме Бока во воздухот, а Адријана ќе го види Бока. Happy birthday, Adriana. Happy birthday to you. Среќен роден ден, Адријана, ти посакувам се најдобро во животот, остварување на сите желби
во најскоро време јас нема да бидам присутен на забавата по повод твојот роден ден, бидејќи заминувам во странство, но еве Давид ми даде прилика на несекојдневен начин да го честитам роден денот, па те ме замоли да кажам неколку збора за тебе како личност и ќе кажам дека Адријана е многу добра, што и не е добро понекогаш, премногу искрена, човек од збор, никогаш не нема оставено на цедило. Самиот факт што соработуваме најдолго до сега кажува дека е навистина човек на место, значи со нина друга колешка толку време немаме соработувано толку долго. И соработуваме се уште, имаме дури планови за иднина, но времето ќе покаже. Се надевам убаво си поминувате во студио. Поздрав, па се гледаме. Чао! Фала ти, Бока, уште еднашка. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Многу се. Многу се. Браво, браво. Чекај само да Желба сликнам. може? Да сликнам, чекај само да сликнам овако се видиш, емитува. ова си пред време, значи Чекај. пред јас да си... Адријана, чекај да сликам бе. Топ, ајде, пред време. Да си замислам желба. Да ти се осврнат Мислено. сите желби, се најдобро ти Благодарам ви за посакувам. ова. Стварно фала. Сега ти да ми исполниш мене една желба. Добро, која се? Ајде бе, кеш да ми ја испееш. Кеш, Давид, ке ти треба много кеш, за да допре се си веш, кеш. Не сакам јас мастер виза кеш, сакам само чака цвешти. Ајде, маче, мој диво, свежи, дај ми сега малку. Пари, зашто ќе ме чариш? Јас заборам текстови. Ке ти купам златни хули. Само кажи колку нули. Пари, може и долари. Може. Не. Ми се правиш чекичен, да. Јеби ga. Прво пари. После Давид! Браво. Мало за помошта. Нема зашто не, јас стварно заборавам текстови, затоа и не сум пејач, иначе ја знаеш како пеам. Еве. Растура. Среќен роден ден to you, to me. Еве го Бока, што га кажеш за Бока малце да го испромовираме и Бока, наш заеднички пријател, добар другар. Така, Бока е како карактер срце од човек, мислам јас за сите колеги ќе си го кажем истото, затоа што немам непријатели меѓу нив. Бока стварно долго соработуваме, имаме и дует заедно снимено, твоја омилена песна. Пали гаси. Така. Па таа ќе ја пееме. Важи, нема проблем, кога ќе дојде Бока. Небе, ја и ти ќе ја пееме, што ти е како Готово. Бока. Ја боји пеам од Бока. Морам да кажам, Бока е еден неверојатен човек, еден одличен пејач, таков човек не се раѓа, значи е многу добар човек, дури е реток за ова време. Одличен музичар, дали ти пишува некои други песни Бока? Па Пали Гаси има напишано Бока. Ми има напишано уште една песна крај која е делумно изменет текст. Тоа не значи дека во иднина нема да има, ќе има секако, мислам планираме и уште да со Боби дует, дали планираш? Ајде ти. Доста зборувам јас. Па не, па се планира, да. Само се бара добра песна. Нормално да биде. Која е причина за добра песна и како таа песна да се најде? Пред се треба да биде некој автор што може да направи. Моментално може да кажам дека Бока е еден од тие младите автори што може да направат песна модерна каде што ќе може да допре до сите. Ќе видиме, значи ја мислам дека време да направиме дует. Да, време е, толку време работиме. време е. Ама и одавна веќе разговараме на таа тема. Да. И никако да ни се погоди. Да, време е да направиме дует каде што нормално ќе може да ги покажеме нашите гласови. Или не А какви ти способности, немојте молам. Какви ти способности имаш во бракот? Како е со твојата сопруга, каков си ти сопруг? Дали ме трпи сакаш да кажеш? Да. Или па ти дали ја трпиш теза? Боби има прекрасна сопруга, така да мислам и тој како човек. Јас морам да кажам пред Види него, го, бе. пред да се пофали, он сам морам јас да го пофалам. Значи, сопруга на музичар е тешка професија. Навечер ти река пееш, она те мисли, чекај да не ме вара упама, чекај да го барам или го нема тоа? Па више, мислам дека многу години сме заедно, ако ти кажам колку години сме, тоа е... 21. Па со се врска 25. Оу. Па добре, Така да.
Пола живота. Значи од пета година сте Она повеќе заедно. со мене него што е Со мајка ѝ. Со мајка ѝ, да. Каков татко си? Тоа ме интересира. Како татко? Да. Па ја мислам дека сум многу и добар и строг, сум строг. Зашто строг? Па мислам дека кога треба да се воспостави ред, мислам дека треба таткото да каже тоа што треба, така да и ме слушаат. Ме слушаат. Тоа е најбитно. А дали Адриана планира деца? Па како не? Па кој не планира деца? Па добро, има некои што не планираат. Многу малку. И ќе се случи од еднаш. Ќе се заборави. Не Па- знам што тоа не планираат и тоа ми е многу чудно. Денеска до денешно време. Да не сака да има дете. Да, мене ми е тоа. Па ете, некој сака. Па затоа што тие што не планираат се себични. Јас така ги сметам како себични луѓе што не сакат да го одвојат своето време, да го посветат на некој друг или да имаат време за шетање. Па има и такви луѓе, боже мој. Како што, на пример, он имаше време за шетање, сега беше у Занзибар, Да, си помина убаво, да, со преубаво. Ирена Пилјовска, ваша Да. колешка, пејачка, видов таму неколку црнци. И имаше не неколку, сите беа црнци, ние бевме само бели. Не, во ваше друштво Само неколку... ние бевме бели. Се забавувавте со црнците, правевте нешто интересантно. Па, види, во Занзибар, чудно е кој дух го имаат луѓето, прво тоа ќе ти кажам. Значи, толку се гостопримливи, толку се љубезни, толку се пријателски настроени, што сегде кај и да одевме, немаше некој да не запее, да не заигра, да не поздрави, што значи ние цело време секојдневно бевме во контакт со црнци. Сега не можам да кажам тие се луѓето со кои живеат црнтен, таму, да. луѓето кои живеат таму. Имаш пари за да бидеш среќен. Апсолутно, тоа Значи, они сакам да немаат пари. кажам. Затоа имаат големи Обично, желби. да, познато за црнците дека имаат големи, нели, желби. Добро, каков е твојот љубавен статус моментално? Мене тоа ме интересира, знаеш. Ова да го земав пред некој ден. Како вика... Ова за Адриана и за роден ден. Како вика Микси, емотивно нестабилна. Кој е таа Емотивна Микси, како бе? те љубавната од задруга. Дебелкава, да. Ете така, емотивно нестабилна. Зашто? Па треба некогаш да си имаш време и за себе, нели? Еве, тој Па период од имаше ти животот- доволно време за себе. Мислам дека веќе е време да си најдеш, например, некој човек кој може би ќе ти стане имаш еден ден. Па сега се надевам дека ќе дојде таков некој. Се уште сум во потрага по совршениот Значи немаш дечко? Немам дечко. Тоа е добра вест за мене. Емотивно упропастена сум. Зошто е потребно да имаш дечко па да бидеш среќна, а вака кога Не. немаш да си емотивно упропастен? Не, се смејам за тоа емотивно упропастена. Не е потребно. Ако сам не си направиш да бидеш среќен, никој нема ти направи. Тоа ми Апсолутно. Тоа го заклучив јас и по тоа ќе се водам и во блиска иднина. Не, ако дојде некој таков, значи некој кој ќе ме освои или било како на било каков начин, тоа не значи дека тој ќе ме направи среќна. Среќа да си ја правиш сам. Добро. А каква свекрва би сакала да имаш? Ова е интересно прашање, еве за свекрвите. За мајките на фраерите. Современа, сакам современа, сакам првенствено да ми биде другарка, пријателка, па после се друго. Давам бројот мајка ми? Ќе ми биде другарка? Не, А, да свекрва. те посвојам тебе. Не бе да ме посвоиш. Ја, Па па сак... на 20 да сум те родила, ќе се ми бил сета. Не, она е малце постар од тебе, ама за да ти биде свекрва, мислев, ако сакаш, она е многу современа жена. А, ако нема проблем, дај ми ќе се дружиме. Што ме А, малку да ти биде постар од свекрва. мене. Добро, да пример чуваше куќе, 2022 го изгуби куќето. Да, ми почине куќенцето. Планираш тоа да земеш? Старо беше, не можам да поминам низ истото. Мислам дека за скоро не. Не те... Имам две да те дам. Не, чувај си, не можам да... Не. Ти имаш па деца, па чувај си ги за децата. Само заборава те прашам, тебе многу ме интересира како се запознавте со супругата. Пред 25 години, ма како? На свирка? Да? На работа, да. Она беше тогаш пејачка. Да. Работевме заедно и така, ме освои. Прашање за двајцата. Најголемо разочарување во кариерата. Во кариерата? Да, најголемо разочарување. Па, се уште не сум се разочарала јас. Од нешто така посебно да ме разочара. Па не знам, ја го кажав тоа, значи, сум бил на фестивали со Кеви со маестро и со група, каде што сум знал дека имам одлична песна, а сме прошли така, тоа ми било некој разочарување. А што Адриана има у незината чанта? Кога излегува од дома, што поседува твојата чанта?
Па, основните работи. Louis Vuitton или некоја... Па види, јас не сум зависник од марки, искрено да ти кажам. Да? Јас сакам да изгледа убаво, не дека мене нешто ќе ми смени ако тоа е скапо или ефтино. Цел живот се водам по тоа и да знам да купам нешто многу ефтино, на мене да изгледа скапо, зависи како го носиш. Тоа ќе ти кажам. А во ташната обично носам основните работи: кармин, пудра, телефон, Кондом. па... Балон де ја, дека е роден ден. Балон еве го позади нејзе, балон де. Да, Ја па. два балони. Обезно, Два за секој балони. случај. Па добро, наки имаш два балона. Мои се. Твои се, најубави се. За мене, да. Да. За тебе, за сите вака кои Па ги сега. гледаме твоите слики Тоа на не Инстаграм, можам те да пратиме. коментирам за вкусови. Добро, да. За мене. Имаш ставено силикони? Да. На О, колку да. години? 7 години веќе. Да? Значи не било одамна баш. Па за мене е одамна. За мене. Која беше причината за тоа? Па... Подобар маркетинг или... Не, подобар маркетинг. Јас мислам дека во животот се водам по тоа се што те прави среќен да си направиш, се што можеш да си го приуштиш, а да ти причинува задоволство да си го направиш, така да тогаш во тој момент мислев дека ето тоа ќе ме направи посрекна, поубаво да изгледам. Така да не ми беше никоја посебна некоја причина. При крајот од 2022 ми гостуваше во Метрополис радио во радио емисија и пред сите вика тоа е веќе снимено, може да се покаже веднаш, вика вака: кој ќе правам нова песна српска, од овие срби кога пуштат пари, ево се, Давид ќе ми учествува у спот. Брат, да го гледам на Инстаграм, снима го у Србија. Дали да му И тој пишам? те разочара како мене. Ти ме немаш Бидеш поканет разочара. на Како не? промоција. Да ја вода, може ли? Водиш. Еј, Ти то. да водиш промоција. Ама не, шо, молим те, јонака да, веќе ако не. задње време веќе како да работам за Дж, Да, би сум водел манифестации на пејачи други 2-3 за Дж. Кој бавик на промоција? Не се ти кажам. Еве ти. Еве бе, ајде. Еве. Ајде, може. Дали се плачете од старост? О, да. Много. Зашто? Па мислам дека тоа ми е еден од малкуте фобии што ги има. Многу се плашам. Имаш фобии други? Па секој има. Од куќиња. Не од животни. Се Ги шалев, се обожавам шалев. животните Да, во се шалев секој за облик. тоа. Ги обожавам, не. А се плашам од старост, искрено да ти кажам, не сакам да остарам, сакам да бидам вечно млада, да има таков некој еликсир, прва би го купила. Затоа има во странство, ама многу кошта. Така да, и не би била... Ти си Адриана тоа- Кеш, да, ќе го ама купиш. не би сакала да пијам крв детска или така Не, бе, нешто што го глупости, читам. ајде, уште. Па тоа е еликсир Си за млада и вечна убава. младост, колку што имам читано. Затоа тука е чичко ти Давид со Сиора, при крај на емисија ќе ти дам подароче. Сиора е најдобрата органска козметичка револуција на пазарот кога станува збор за козметика, така да они се ќе ти помогнат, ќе се намачкаш, ќе изгледаш уште поубаво од сега, ако е веќе тоа можда. Ао, ти благодарам. Сега еве на пример, еве баш ме интересира твоето мислење на оваа тема. Искачаат пејачи кои на пример не знаат да пеат, само нарочито повеќе се женски, кои на пример се згодни, секси, све тоа сакаат да пеат, а не знаат да пеат. Како на пример, кој е твоето мислење за тоа? Па за да почнеш да трчаш треба да знаеш да одиш први. Добро. Така, нели ние продуват први, кога ќе почнат децата први продуват. Они сите сакаат да трчат. Адриана ќе ни каже за 2-3 години од сега. Значи они сите сакаат да трчат, за они не слушаат целен ден у животот не значи ништо. Него они почињаат со Теа Теровиќ и мислат дека све знаат да пеат. Овој Теа Теровиќ преска 4 пати ми е спомна. Да не Да. си залюбен ти у неа? Па јас земам како пример затоа што е најмлада меѓу оние сега што излегува последните. Така да поштувам што сака да пеат женски вокали, каде што знаат да пеат се во животот. Значи, Одлично. Адриана, ме интересира вака сега, но многу интересно прашање. Наредниве 40 години, дали би останала како среќна домаќинка дома, затворена, со деца, со маж, со домашни проблеми, она, садовизми, у децава домашта напиши учи, или па, наредниве 40 години како успешна пејачка, немажена, ама на сцена? Апсолутно не. Би останала со фамилија. Ова заслужува повторен аплауз, ми се свиѓа стварно младето, браво. Па, види како, 20 и кусур години работам, не сум остварена никако сопруга, никако мајка, никако баба. За разлика од... Баба! Па за разлика од некои од млади генерација кои што веќе имаат и таков статус, да се мажеме Што збориш, млади, бе? да. Па еве 20 годишно дете можам да имам. Што значи веќе можам И да може бидам имаш и баба. 20 годишен маж, на пример, сега не мораш дете. Па тоа е границата моја, што јас можам да... да бидам и со 20 години помлад и постар. Така е. На таа граница сум, да.
Дали сакате да изиграме на игра на кратко? На кратко, бе? Што не? Може? Ајде, одиме со еден краток джингл, па ќе играме на многу интересна игра со Боби Цаневски и Адријана Кеш. Метрополис, број 1 радиомрежа. Вака сега. Тука има 15 бројки во оваа игра, ова ќе му дојде некако како денеска ја смислував, не е нешто добро направено, но верувам дека со вакви професионалци како вие ќе испадне на многу интересна игра. Играта се вика Бламирај се, играј Монопол, играј Ти реков ми рече игра, играј Не лутце човече, како ќе му дојде, како сакате крстете ја. Што е поента во играва? Поента во играва, јас ќе ви давам броеви, или па вие гледате веќе полиња. Коцката од продукција заборавивме, така да се случува на најдобри, така да јас ќе кажувам броеви. 3 броја ќе има секој и ќе свртиме тоа некако виртуелно можеме да го направиме, не е уопште проблем, така да ќе се го направите предизвикот или ќе играте, ќе го одговорите прашањето што и да се паѓа. Ајде, Поле, Боби, може ти прв како мушкарац. Океј. Поле број 4. Ајде да видиме кај е Поле број 4. Еве го. Испед на чаша алкохол. Дали може? Чаша. Чаша алкохол. Нек, А за да... чаша? Ама читај го, читај го. Читај го на глас, молим те. Испед на чаша алкохол, некс, за да имаш вечер добар. Добар секс! Може ли од режија? Од режија? Да, за секс не е проблем. Чиме за секс Тут е. се случува ова е шампањац. Немаме само многу. Оп, добро. Океј. Ќе направиме ли? Адријана рече дека не сака Се да за пие. добар секс, ајде. Ајде, живели. Ајде, Ајде. за Адријана, среќен роден ден. Ајде ти некс. За Адријана. За вечер за секс со жена му. Оп, браво за Боби. Нели не пиеш алкохол ти? По ова е слаб алкохол, не е ракија како што пијам. Ова е како што пие оној. Ова е, кажи ми број. Јас да ти кажам Тоа да, ајде жена си, ќе ти давам можност. Да се одвреш сама. 5. 5, ајде, го биде веќе 5. Не. Никогаш не би се дружила со некој од нашата естрада. Со кој од нашата естрада никогаш не би се дружила? Не би се дружила со... Со мене каде слободно ќе си извадиш. Да, со Боби. Со Боби не би се дружила. Еј, а каков е вашиот однос со Марија Луиса? Професионален, каков треба да биде? Имате некои онака конфликти? Никогаш не сме имале. Значи, погрешни информации сум добил. Па најверојатно. Да, од луѓе сум добил дека сте не се љубомореле. На кој на што да љубомори? На убавината. На двете сте Па не една можам, најсексите Господ ми дал и пејачки. мене и не, аз не можам да бидам љубоморна на некој да дал повеќе или помалку. Немам причина да бидам љубоморна на ништо. Ме Боби, разбираш? ајде, ти си пореален. Број 8. Шо ига? А, чекај, го најде слепиот па типа. Еве го. Три чучњи. Ова требаше на Адријана. Станам. Па ако сторете тешко. Па вежбаш нели? Тука, да, можеш. Така. Може, ќе броиш? Пази да не се удриш само. Ајде. 3, браво, доволно е. Еј, 12 еве го, најдосадна песна која си ја пела на твој настап. О, има една песна, која беше да навекута... Од Имам тебе еден ми- живот, не, Од имам тебе еден ми ништа живот. nije, таа е? Да. Како е погода? Таа песна ми се чини од првиот ден кога ја чув до Тоа ден значи дека денес. добро ја познавам. Не можам и не сакам да ја пеам и ја пеам само кога морам. Добро. Само ќе напредна фаца. Нели? Да. Таму е билена песна. Не од знам неа. зашто, еве не сакам. Песната не... Добро бе, не ја Некои бараме, песни не мора. едноставно не ми лежат и не сакам да ја пеам и тоа е тоа. Адријана беше пред некој ден со него кафан. Велјовска, брат. Велјовска нешто го има. запатеме. Велјович. А, да. Чекај сега. Мислам дека пеам подоцна. Уште не е почната сигурно. Дали ќе се јави ова? Срцка, шо преш? Иде на работа. На работа. Слушај, јас сум у емисија една и ми кажа на кој... Чекај, па ти за... ја сгреши играта. Боби требаше да кажеш Само да дека кажеш. Те сакам многу највише на светот. Ете. Срцка, те поштаја многу. У емисија... Ете, Срцка, готово. Ајде. Ајде, чао. Убаво да си поминете. Фала, чао. Ајде, чао. Ти, ама сега го сгреши, не беше тоа.
Па ти не треба да кажеш дека си во емисија, само кажи јас многу те сакам. Па ја знам, Има че- несвес. Пона знае дека сакам. Адриана, број 3. Кажи ја најголемата лага што си ја слушала за тебе. Дека сум спонзоруша. Што? Што? Дека сум спонзоруша. Што е тоа спонзориша? Па девојка која сака да ја плаќаат да ужива во туги пари и слично. Јас тоа не сум, видиш? Се Ти во не си. животот сум си направила сама. Сама се случува. Да. Од колку години живееш у Скопје? Па 14 години сум во Скопје. Добро, окей. 14 Значи години. спонзориша не се. Што е тоа спонзориша? Рековме дека тоа е нека девојка Па види, која има повеќе термини, има старлета, има повеќе термини за спонзоруша, видиш. Кај нас се уште спонзоруша, така да ете тоа сум го чула и тоа е едно од И тоа не е поголемите вистина. лаги, да, поголемите лаги кои сум ги чула за сега. За крај што ќе кажете? Што ќе кажеш? Јас ќе ти кажам дека од ден на ден се подобар си, прашањата ти се совршени, значи толку многу усовршуваш во нешто го работиш. Ти благодарам што постоиш и што ствараш и што се трудиш. Така. И драго ми е, уствари знам дека ќе бидеш еден од најдобрите во блиска иднина. Ти благодарам што не покани, што имавме шанса да кажеме баш да и отвори многу теми на кои што сакав стварно да зборувам во животот. И мене ми е мило што ми беше гостинка, едно од нашите најголеми звезди. Ти благодарам. И во скоро секоја епизода си споменета во Ти реков Драго ми ми рече. е, фала ти многу. Благодарност за поканата, може да кажам дека си имаш енергија, прекрасна енергија која што секој би завидел и ти посакувам успех понатаму. Фала ти на тебе. За крај може ли само ја и ти? Кажи зошто го криеш? Тоа е песната од Адриана Кеш и Бока Димитров, Пали гаси, ајде да не се брукам јас. Да не се брукам Ајде ни ти, јас, отпи. ајде, оди емисијата не Ајде мора отпи да нешто. пееме. Ајма фијаш. Умот ми го шекта еден до црен изгоден. Ај ваки, лежиме ко странци, свртени со грб, ти си крив за се, а ме напаѓаш прв. Умам дека спијам, много слушаш мојот плач, се колнеш дека нема ништо меѓу вас. Кого лажеш, ко орнеш на женски парфем, а ми велиш дека јас сум таа што прави проблем. Уште прашуваш што ми е, ме правиш луда, јас на тебе верна, ти верен си на друга. Кажи зошто ја криеш. Адриана Кеш каже дека не крие ништо, се си отвори во оваа емисија, уште еднаш среќен ти 40 роден Ти ден, да си благодарам. жива и здрава. И мораме да кажеме дека Сиора, нашите главни спонзори, најдобрата органска козметика природна во Македонија, ти подарува на тебе Ти благодарам. еден производ, органска козметика, која ќе ти се најде. Тоа е наш подарок за твојот роденден. Боби, како се викаше сопругата твоја? Анета. Анета, ова е за Анета. Така да ја поздравиш од нас. И ова е од Сиора и од мене. Се надам дека се поминавте убаво. Одлично. Да. Може би се снимавме долго, ќе видиме како ќе тераме со монтажа, но верам дека ова ќе биде интересна епизода која се емитува во недела по повод роденденот на Адриана Ацевска, Адриана Кеш. Така да, ако ви се свиѓа да ви се емитува Ти реков ми рече во недела, ќе тераме и недела. Секој добро, се гледаме во нови изданија. Чао, чао од мене. Метрополис, број 1 радиомрежа.